Прво, фискални се куцаа по 1000-1500 денари пред вечерта на име на кафичот за во случај да дојде инспекција и толку. Се после беше кеш. После секоја подобра вечер пари се изнасаа со црни вреки. Второ, обезбедувањето работеше по насока на газата, кој да пушта дали да има малолетници и слично. Трето, задната врата цело време беше заклучена за кога ќе дојде инспекција да ги вадат малолетниците од таму. Четврто, кај се камерите? До сега никој не ги спомна во ниеден контекст. 100% сум сигурна дека не стоеше во канцеларијата позади билетарата и така натаму и нааму. Видете, пробувате да скриете нешто за кое што многу луѓе се директно засегнати. Значи, ако се засегнати 20, 5, 10 души, тоа и некој се менаџери и така. Овдека се засегнати стотици, ако не илјадници луѓе. И секој од тие засегнати луѓе ќе се обидува, ќе наоѓа канали и начини да ја извади вистината, да го каже тоа што го знае од прва рака, да некако да пробие во јавност. И од тоа нема бегање. Еве, нас ќе не затворите. Океј, ќе најдат луѓето начин. Ќе отидат, ќе му влезат они на прес. Не е поентата да не ги кажуваме работите. Поентата е да ги кажеме и по работите да се постапи и да нема селективност во правдата. Бидејќи сега еден куп луѓе кои што се директно засегнати од оваа ситуација, но и индиректно ќе ги кажуваат работите како биле. Не да се чудите ако некој ден некој излезе и каже овој дојде и на него му дава пари. И тој да биде некој си висок функционер. Ќе ги објави некој по социјални мрежи, овие луѓето имаат болка. Така да не би требало да има овдека селективна правда. И најдобро е да нема.